Почитувани колеги, почитуван градоначалник, почитуван советник за буџетирање на општината. Мојата дискусија за предлог на буџетот за 2018 година ќе ја презентирам согласно распоредот на образложението кое го имаме добиено од предлагачот, и тоа најповеќе ќе се задржам на приходната страна. На самиот почеток сакам да се изјаснам дека висината на проектираниот буџет е предизвикувачка и многу обврзувачка за сите чинители. Тука пред се за градоначалникот и за општинската администрација, и една ваква проекција не остава ниту малку простор, ниту милиметар простор, ниту за грешка, ниту пак за опуштање во фискалната 2018 година. Приходите на основниот буџет во 2018 година согласно проектираното чинат 2/3 од вкупниот буџет, и истите сметам дека за да ги исполнат обврските кои им се дадени, ќе треба да извршат реализација токму за толкава вредност од 2/3 од проектираното, односно за висина некаде од 400 милиони денари, што пак ако погледнеме во изминатите фискални години е доста висока вредност, доста висока поставена цел. Што се однесува до општиот дел на буџетот за 2018 година, прво сметам дека треба данъчните приходи да покажат еден зголемен пораст во однос на изминатите фискални години, за да можеме пак од друга страна да го оствариме тој пораст на данъчните приходи. Мораме таа висина на вредноста на данъчните приходи да соодветствува со зголемувањето на бројот на данъчните решенија. Сакам да кажам дека ако ги погледнеме наназад фискалните години, данъчните решенија се зголемуваат, додека од друга страна таа висина на зафаќање со нив не оди со истото темпо. Сакам тука да напоменам дека данъчните решенија би морале да се доставуваат до обврзниците во првиот квартал од фискалната година, а не како што досега било пракса во текот на целата фискална година. Значи, доколку сакаме да ја подобриме реализацијата, таа работа треба да се смени и тоа да се извршува во првиот квартал. Тука ќе напоменам дека данокот на имот проектиран на 16 милиони денари исто така не соодветствува со реалната состојба. Посебно сакам да потенцирам дека данокот на имот за правни субјекти од 5 милиони денари е премала вредност. Ако се направи некоја споредбена анализа со бруто општинскиот производ на Гевгелија и со вкупните случувања во економијата на Гевгелија, со вкупните остварувања, администрацијата мора да направи една сериозна анализа и на приходите и од персоналниот данок и од ДДВ-то. Сакам тука да ги запознам и советниците и јавноста дека секоја фискална година, најдосно до 30 јуни, Комисијата за следење на развој на системот на финансирање на општините донесува уредба за распределба на средствата по општини. За оваа работа разговаравме и со представникот на комисијата. Сакам да кажам дека би било добро годинава администрацијата навремено, односно веднаш на почетокот на фискалната година, да побара објаснување од владината комисија како се пресметуваат процентот и сумата на поврат на ДДВ спрема општината согласно законот, кој што изнесува 4,5% од вкупно остварените. Меѓутоа, ако се направи споредба од тоа што се остварува како обем на ДДВ во општина Гевгелија, сметам дека општина Гевгелија е оштетена и дека треба да се побара информација конкретна и иста таа информација да не се сподели, за да можеме да видиме ние како сето тоа се одвива горе во комисијата и дали е тоа реално или пак е општината оштетена како што покажуваат некои податоци. Тоа мора да смогнеме сили, посебно администрацијата, данъчното деление. Не треба да се има страв дека ќе се случи нешто подраматично доколку ние се обратиме до повисоко ниво на власт. Напротив, со едно обраќање до повисокото ниво на власт ние ќе покажеме на поголема сериозност и ќе покажеме дека знаеме што се случува и дека сме оштетени и дека треба тоа оштетување да не се направи обештетување.
Тоа пак од друга страна ќе покаже дека затоа и стагнира основниот буџет и затоа оваа година ќе нема покачување на вредноста на бодот на платите во администрацијата општинска. Неданочните приходи исто така се извор на приходи кои ќе мора и кој може и ќе мора да покаже еден зголемен раст. Тука сакам да ја потенцирам таксата за привремен престој, која, ако повторно се направат некои анализи, треба да се реализира на ниво од 6 милиони денари, но таа сега не се реализира, ниту не го достигнува ниту нивото од 4 милиони денари. Време е исто така и да се размислува за едно организирано користење на просторот, на јавниот простор за паркинг на моторните возила. Тука пред се на јавните површини, кога велам на јавниот простор, на јавните површини, пред се мислам на улиците во градот. И со тоа општината ќе создаде нови неданочни приходи. Може би на почетокот во фискалната 2018, доколку успееме дел од тоа да направиме и да реализираме, ќе биде мало. Меѓутоа во наредните проекции за 2019 и 2020 година тоа ќе се почувствува. Капиталните приходи се ставка во буџетот која останува непознаница и за која очекувањата се секогаш големи, додека нивната реализација е обременета од повеќе фактори на кои што и не можеме многу да влијаеме. Трансферите и донациите од другите нивоа на власт и другите субјекти треба да се стремиме да е надминат реализацијата поголема од 300 милиони денари, односно 1/3 од вкупно проектираниот буџет. Ова со третина, со половина, со 2/3 ги кажувам затоа што тоа е така и дел кога се проектира и кога се оформува буџетот. Ние како општинска администрација се уште немаме општински финансиски ревизор. Значи се уште немаме лице кое што во текот на фискалната година ќе ги детектира тие движења внатре во програмите и во остварувањето на буџетот и во реализацијата на буџетот. Не знаеме ниту па какви се движењата и структурата како на граѓаните, така на компаниите. Не знаеме ниту пак колкав е бруто општинскиот производ на општина Гевгелија во точен износ. Затоа на нас буџетирањето ни е по сметководствени резултати, а не по потребите на програмите или пак врз висина на проектиран раст и развој. Фискалната одржливост ќе зависи од одржливоста и остварените ефекти на сите буџетски програми и сите корисници. Се создава впечаток дека е време да започнеме линеарното програмско буџетирање, да го претвараме во едно кружно програмско буџетирање, што ќе каже дека е време за иновативност и креативност во реализацијата на програмите, како од администрацијата, така и другите чинители. Ефективноста и ефикасноста на програмите ќе ја измериме преку потрошените ресурси за таа испорачена услуга која што ја добиваат граѓаните и компаниите како фидбек, и со тоа ќе го направиме тоа за окружено програмско буџетирање. Реализацијата на 2/3 од проектираните 968 милиони денари, односно 620 милиони денари, би била една оптимистичка поставена цел. Додека пак според мене реално можеме да достигнеме едно ниво од 1/2 од проектираните, односно некаде околу 500 милиони денари. Тоа ќе го видиме како низ кварталните извештаи, така и во завршната до година. И добро е тоа да се спомене, за да добиеме еден впечаток дека знаеме што се случува и дека во иднина ќе ги проектираме согласно растот и развојот и идните буџети. Тука сакам да порачам дека остварувањето на буџетот зависи од сите нас. Граѓаните, компаниите, општинската администрација, комуналното предпријатие, меѓугранична, меѓународна соработка, државните институции, дека сите треба да се впрегнеме, а доколку сакаме конечно да го размрдаме буџетот и да почнуваме да остваруваме раст. Ние денес ќе го донесеме буџетот, сите заедно, меѓутоа треба многу повеќе да работиме толку што тоа го правиме денес. Условно речено, треба да почнеме да игнорираме таа некоја хиерархија, процедура на хиерархија и да престанеме
посебно го кажувам за делот во општинската администрација, да се чека се некој да нареди. Да се чека некој друг за нешто што треба да одлучи службеникот, да чека некој друг да одлучи. Да чекаме некој да ни даде, тоа треба да престане. Не треба да се радуваме на потребни се и донации и грантови, меѓутоа не треба да се радуваме на тоа, треба да остваруваме сами раст. И треба да престанеме да мислиме дека некој ќе биде одговорен место нас. Ако сакаме успешна 2018 година, секој граѓанин во општината, поединечно, што ќе каже поединечно и ние, поединечно и градоначалникот, поединечно и сите вработени во администрацијата, ќе треба да се го одработиме својот дел од врските, за да потоа имаме право да го почувствуваме и бенефитот од таа наша работа.